Храбро се борев, ја завршив трката и останав верен. Се зборовите кои апостолот Павле му ги напишал на Тимотеј во 2 Тимотеј 4 глава 7 стих. И овој стих со право беше еден од стиховите кои беа спомнати на погребот на нашиот пастор Васе, кој пред нешто повеќе од недела дена си замина во својот небесен дом. Овој стих беше многу добар опис на животот на нашиот пастор. И преку овој стих апостолот Павле го представува животот како борба, но исто така и како трка. И ова не е единствениот дел од Новиот Завет каде животот е представен како трка. Во 1 Коринќаните 9 глава исто така апостолот Павле го споредува христијанскиот живот со трка, која завршуваме успешно само доколку истраеме во верата до крај. Има уште еден дел од Светото писмо во кој животот повторно е представен како трка. Во посланието напишано до евреите, не знаме кој го напишал, но авторот во 12 глава 1 стих го пишува следново. Затоа и ние, кои имаме околу себе толкав облак сведоци, да ги отфрлиме настрана секое бреме и грев кој лесно не сплеткува и да трчаме со трпение трката што ни предстои. Авторот на ова послание во овој стих пишува за некаков си облак на сведоци, за бремиња, за гревови, за трпение, но исто така многу важно и за трка која ни предстои. И на прв поглед овој стих може да звучи малку збунувачки, но ако го погледнеме по широкиот контекст и бидејќи е многу важен по широкиот контекст на посланието до евреите, ќе видиме каква поврзаност има овој стих со нас денес, а е многу важен и за нас денес. И стихот започнува со зборот затоа. И тоа што треба да го имаме на ум секој пат кога читаме Библијата и кога ќе наидеме на овој зборот затоа, е дека на овој збор треба да гледаме на некој начин како на еден мост помеѓу две парчиња земја. Затоа е мост помеѓу тоа што претходно било кажано и она што ќе биде кажано по зборот затоа. Односно, зборот затоа во Библијата најчесто ја поврзува теоријата со праксата. Неретко авторите на посланијата во Новиот Завет даваат објаснуваат одредена теорија, односно одредена теологија, и потоа врз основа на таа теологија пишуваат затоа и продолжуваат со практичната примена која произлегува од тоа што досега го имале, од тоа што досега го кажале. И тоа е случајот и во овој стих. И овој стих започнува со зборот затоа и продолжува и ние кои имаме околу себе толкав облак сведоци. За какви сведоци станува збор? Прво, не станува збор за Јеховини сведоци. Но, одговорот на ова прашање за какви сведоци станува збор го наоѓаме можеби во најпознатата глава од ова послание, а тоа е 11-та глава, која е позната како глава која ја опишува природата на верата и во која се споменуваат така наречени херои на верата. Во 11-та глава авторот на ова послание пишува за тоа што значи да му се верува на Бог и пишува за практични примери на луѓе кои што му верувале на Бог низ вековите. Аврам, Сара, Јаков, Исак, Моисеј, Раав и така натаму. И сите овие се ликови од Стариот Завет и примателите на писмото кои биле евреи, биле добро запознаени со нивните животи. Но авторот на ова послание во 12-та глава им вели на некој начин: знам дека знаете за нивните животи, но немојте да заборавите дека не треба само да бидете запознаени со тоа што им се случило, туку и да учите од нивните животи. И затоа користи оваа фраза толкав облак на сведоци. Всушност, овој израз облак на сведоци значи нешто како мноштво, како многу сведоци. И зборот сведок може да има две значења. Кога некој гледа нешто, наблюдува нешто, но исто така и кога некој сведочи за нешто што го видел. И во овој стих верувам дека треба да се примени второто значење, дека сите овие луѓе од Стариот Завет, па дури ние ќе речеме денеска од Новиот Завет, ни сведочат нам денес. Ни пренесуваат одредена порака со своите животи. Тие не се сведоци затоа што не гледаат, туку затоа што со своите животи сведочат. Сведочат за Бог, сведочат и за верата. Или како што има кажано еден автор, не дека овие луѓе не гледаат нас, туку ние гледаме на нив за да се охрабриме. И која е пораката која пренесуваат старозаветните, новозаветните ликови? Пораката е дека колку да е тешко во животот, колку да се соочуваме со предизвици и опозиција и притисоци, вреди да се остане верен на Бог до самиот крај.
Животите на овие ликови од Стариот Завет, па и од Новиот Завет, па и од црковната историја, сведочат за Божјата добрина, сведочат за ефективноста на верата. Да не забораваме дека посланието до евреите е напишано до група на луѓе кои биле прогонувани поради нивната вера во Христос. Не им било лесно. Тие биле сметани за предавници. И во такви тешки околности во кои се наоѓале, под притисок, авторот на ова послание им вели: немојте да се откажете, дури и кога е тешко. Целото свето писмо сведочи дека е подобро да трпиш и да продолжиш напред, отколку да дигнеш раце од верата во Бог. И христијанскиот живот има одреден контекст. А тој контекст пред се живите верници кои ги имаме околу себе, но и оние кои се веќе при Господа. Сепак, нивните животи сведочат за Божјата добрина и за Божјата големина. Во 11 глава 4 стих авторот вели дека животот на Авел сведочи иако тој е мртов. И тоа би можеле да го кажеме за секој верник, без разлика дали станува збор за оние за кои читаме во Библијата, за оние за кои читаме можеби во историјата, или пак за верници кои ги познаваме, а сега се дома при Господа. Тие сведочат со своите животи и ќе продолжат да сведочат со своите животи. Бројот на оние кои иако не се живи на оваа земја, а сепак сведочат за верата е огромен. И за жал минатите 2-3 недели како црква се соочивме со две тажни вести. Веста за смртта на дедо Божен и смртта на пастор Васе. И колку да не боли таа реалност, не треба да забораваме дека и дедо Божен и пастор Васе со своите животи беа и се уште се сведоци, кои сведочат за Божјата добрина, за Божјата милост и за Божјата верност која ја има доживувано дури во најтешките моменти од нивните животи. Не знам дали имавте можност да седнете да разговарате со нив и да ги слушате нивните сведоштва. Но ако сте имале можност, сигурно знаете дека нивната порака е иста како и на старозаветните ликови, а таа порака е: Бог е добар и Бог е верен. Пред отприлика 2-3-4 месеци бев кај дедо Божи на ручек. И додека јадевме полнети пиперки, кои што тој ги имаше подготвено, ми кажуваше за моменти и за случаи од неговото сведоштво. И сето тоа на крајот заврши со тоа што со солзи во очите сведочеше: Бог никогаш не остави. Секогаш се грижеше за тоа што ни треба. Многу често и со пастор Васе си разговаравме после богослужба, кога сите ќе си отидеа дома, ќе останевме 10 на 15-20 минути во црквената зграда и ќе споделише некое сведоштво. Ќе споделише некоја одговорена молитва во текот на неделата. Изборовите и делата на овие двајца Божји луѓе сведочат и ќе сведочат за Божјата верност и ефективноста на верата. Тоа е сведоштвото на сите ликови од Стариот Завет. Тоа е сведоштвото на ликовите од Новиот Завет. Тоа е сведоштвото на дедо Божин и на пастор Васе, кој Бог не ги даде да бидат помеѓу нас и со своите животи да сведочат за Божјата добрина. Тие сведочат дека верата во Бог не прави имуни на проблеми и тешкоти, туку дека дури тогаш кога ни е тешко во животот и се соочуваме со притисоци, имаме кон кого да се свртиме. Имаме од кого да црпиме сила. Имаме на кого да се надеваме. И тој наш Бог не е ниту глув Бог, не е ниту слаб Бог, туку е Бог кој ги слуша нашите молитви и интервенира во негово време и на негов начин. Ликовите кои се споменати во Библијата се доказ дека не сме сами во тоа што го минуваме во животот, без разлика колку да ни е тешко. Но има други кои го изоделе овој пат пред нас, кои се соочувале со тешкоти, некои поголеми од нашите, и нивните животи сведочат за Божјата добрина и силата на верата. Библиските личности не ни сведочат дека верата во Бог не ослободува од тешкоти, дека не ослободува од опозиција и притисоци, туку ни сведочат дека верата во Бог ни дава начин како да се соочиме со овие околности во животот. Но, за да биде ефективна верата во Бог, има уште едно нешто кое е многу важно да го имаме на ум и треба да го примениме во нашите животи. Овие ликови не само што не учат дека вреди да се остане верен на Бог, туку исто така не учат уште нешто, а тоа е да го отфрлиме настрана секое бреме и секој грев кој лесно не сплеткува. Односно, не можеме само да кажеме: да, јас му верувам на Бог, туку таа вера во Бог подразбира многу работи, помеѓу кои е ова: ослободување од бремињата
и гревовите кои сметаат на верата. И животот е како една трка, вели авторот на ова послание во последниот дел од овој стих. И за да можеме да трчаме како што треба, во слобода, потребно е да се ослободиме од сето она што би ни сметало во завршувањето на таа трка и во самото трчање на трката. И првото нешто на кое авторот не поттикнува да се ослободиме се бремињата. И Библијата е искрена со нас. Не ни ласка, не ни кажува дека сме супер, туку директно ни кажува дека има нешта кои се дел од нашите животи, ако ни сметаат во нашиот духовен раст и напредок. Ни сметаат во искажувањето љубов кон Создателот, ни сметаат во искажувањето љубов кон созданието. И ако сакаме да живееме во полнотата која што Бог ќе има за нас, ќе мора со Негова помош да се ослободиме од овие нешта кои ни сметаат. И таквите нешта Библијата ги нарекува бремиња и гревови. И често знаеме дека гревовите ни сметаат во нашиот духовен раст. И иако има многу потреба да се зборува за гревовите со кои секој еден од нас се бори, овој пат сакам да размислуваме повеќе за бремињата. Затоа што бремињата на некој начин се посуптилни за разлика од гревовите. И за жал, често не сме свесни дека нивниот ефект врз нашата вера е речиси ист како и оној на гревовите. И грчкиот збор кој се преведува како бреме, најчесто се однесува на вишок телесна тежина или на вишок опрема или облека која човек ја носи на себе. Со оглед на тоа што авторот го споредува животот со трка, многу јасна е неговата логика кога вели дека треба да се ослободиме од се што е вишок во нашите животи и ни смета. Ова ни е на сите јасно, па дури на нас кои не трчаме на трки и на маратони. А тоа е дека оној кој трча и со себе носи нешто вишок, нема да може да трча како што треба. Нема да може слободно да се движи и успешно да заврши трката. И христијанскиот живот е како трка, во која сите сме повикани да се ослободиме од се што е спротивно на Божјата волја за нашите животи. Не сме повикани само да се ослободиме од гревовите, туку и од бремињата. И во овој контекст бреме е сето она кое само по себе не е грев, ама го спречува нашиот духовен раст и напредок. Бреме е сето она што само по себе не е грев, ама не спречува да живееме живот како што Бог сака да живееме, а и на долги стази бремето може да води кон грев. И бреме може да бидат многу нешто од секојдневието. Бреме може да биде стресот, сомнежите, стравот, гревовите од минатото кој Бог не ги простил, ние се уште се тепаме и се само осудуваме поради нив. Може да бидат бреме. Бреме може да се раните од минатото, кои ни ги нанале другите, а ние постојано ги копаме и ги и крв тече од нив. Грижите поради утрешниот ден и поради днината може да се бреме. Желбата за градење кариера или пријателите може да се бреме. Не викам дека се, ама може да се бреме доколку не одвојуваат од времето поминато со Бог и неговиот народ. Истото се однесува на семејството, на парите и така натаму. Некој пат бреме ни се животните околности. Некој пат бреме не се животните околности, туку начинот на кој што ние реагираме емотивно на нив. И има многу нешта од секојдневието кои го спречуваат нашиот духовен раст и ни се бремиња на нашата вера. И сите овие нешта, а и многу други нешта, се нешта кои ни одмагаат во трчањето на трката, односно во нашиот духовен живот и напредок. Како што вишокот опрема и облека му смета на маратонецот во слободното движење, така и сите овие нешта нам ни сметаат во слободата која Христос ни ја нуди. Многу добри илустрација за оваа вистина имаме во Стариот Завет. Ке се сетите на битката помеѓу Давид и помеѓу Голијат. Кога Давид се пријавил да се бори против Голијат, царот Саул прво се обидел да го разубеди и после му рекол: еве ти ја мојата опрема и моето оружје, земи ги со тебе кога ќе излезеш да се бориш против Голијат. И Давид ја ставил опремата на царот Саул на себе, но после неколку моменти му ја вратил и му рекол: не можам ја да се борам со ова. Ми смета. Не сум навикнат. Не ми е добро, не ми е удобно. И токму тоа се случува и со нашиот духовен живот, кога им дозволуваме на сите овие нешта, на сите овие бремиња да бидат дел од нашите мисли и чувства. Овие нешта, овие бремиња не ограничуваат и не сметаат. И знаете, чудно би било кога некој би трчал маратон со ранец полн со камења. И на ист начин,
Чудно е кога христијанинот се обидува да трча, односно да го живее животот, притоа носејќи во себе грижи, стравови, сомнежи, завист, љубомора и така натаму. Христијанинот кој во себе ги носи сите овие нешта, наликува на маратонец, кој на себе има ранец полн со камења и влече со себе куфер кој исто така е полн со бескорисни нешта кои му го отежнуваат движењето. И затоа треба искрено да побараме од Бог, да ни покаже кои се овие бремења во нашиот живот, во нашите срца, во нашите мисли, кои ни го отежнуваат секојдневието и ја отежнуваат нашата добра во Бог. И да побараме од Него да се справи со овие нешта, без разлика колку тоа ќе не боли. Без разлика колку тоа нема да ни се допаѓа во моментот кога Бог ќе ги отстрани овие нешта. Но она што е многу важно за нас е да дојдеме кај Бог и да речеме: Боже, еве ги кои се моите бремења, и некој пат можеби: Боже, јас не сум свесен кои се моите бремења во животот. Но те молам ти да ми покажеш и те молам сето она кое што е бреме, сето на кое што не е според твојата волја во мојот живот. Те молам ти да го тргнеш, за да можам да живеам во слободата која што ти ми ја даваш во Христос. Овој стих завршува со зборовите и да трчаме со трпение трката што ни предстои. И стихот не е потсетување на реалност и ни дава два предизвици кои ги имаме како Христови следбеници. Реалноста е дека пред нас имаме така наречена трка, односно животот е еден вид на трка во која од библиска гледна точка има победници, има губитници. Победници не се оние кои што ќе завршат први, туку оние кои ќе завршат и докрај ќе зачуваат верата и надежта во Бог. Губитници се оние кои или никогаш не поверувале, или пак некаде попат ја загубиле својата вера и се откажале од Христос. И знаете, и во тоа време и отприлика 2-3 векови претходно, некои од филозофите често користеле атлетиката како илустрација за животот или пак да објаснат некои аспекти од животот. И токму тоа го прави и авторот на ова послание. Со оглед на тоа што не повикува на трпение, да трчаме со трпение, тоа е уште едно потсетување дека христијанскиот живот не е спринт, туку маратон. Но сите луѓе за кои читаме во Стариот и во Новиот Завет, кои му останале верни на Бог, луѓето кои лично ние ги познаваме и кои му останаа верни на Бог, Дедо Божин, пастор Васе и многу други кои веќе се дома, сите тие се сведоци дека вреди да му се остане верен на Бог, дека вреди да не се откажуваме и да завршиме трката со трпение. А сигурен сум дека сите вие имате доживеано моменти во животот во кои едноставно сте биле во искушение да дигнете раце, да престанете да трчате. Јас имам еден пријател кој минатата година трчаше 107 километри, мислам околу 22-23 часа. И тоа не по прав пат, туку по брда и по планини. И кога заврши ми кажа дека на моменти бил во искушение да дигне раце и да не ја заврши трката, да се откаже, но сепак издржа до крај. И секој пат кога сме во искушение да се откажеме од трката на верата, да се подсетиме на оние кои веќе ја завршија трката, оние кои веќе стигнаа на финиш линијата и оние кои со своите животи нам ни велат: ајде, ако можев јас да издржам до крај, можеш и ти. Надевај се на Бог, не се откажувај и продолжи напред. Знаете, вистинското и правилно читање на Библијата треба да произведе токму таков ефект во нашите животи. Не само да ни информира за тоа како некои луѓе, мажи и жени во Стариот и во Новиот Завет се надевале на Бог, туку да не трансформира и да ја потпомогне нашата вера, тогаш кога се соочуваме со тешкоти, препреки, искушенија, притисоци и така натаму. И сето тоа не можеме да го направиме сами. Затоа вториот стих од оваа глава вели дека тоа можеме да го направиме гледајќи во Исус, зачетникот, односно авторот и завршителот на нашата вера. И следната недела ќе размислуваме повеќе за овој стих. Но за сега, она што треба да го имаме на ум е дека оваа глава, 12 глава, првиот стих, не повикува да се ослободиме од секој бреме и секој грев кој ни смета во нашиот живот. А тоа е возможно само ако целосно се предадеме на Бог. Сами ова не можеме да го направиме. Низ историјата на човештвото имало многу мажи и жени кои се надевале на Бог. И сите тие со своите животи сведочат за Божјата добрина, за Божјата верност, но и за ефективноста на верата. И ние треба да му бидеме благодарни на Бог, што можеме денес да читаме за такви луѓе.
Но особено треба да му бидеме благодарни на Бог за тоа што ни дал можност и привилегија да запознаеме такви луѓе, меѓу кои се Божен и пастор Васе. Луѓе чии животи сведочат и ќе сведочат. Луѓе чии животи не повикуваат и не задолжуваат со Божја помош да се ослободиме од секое бреме, од секој грев и слободно и со трпение да ја завршиме трката која ни предстои пред нас. И Бог има одредена стаза за секој од нас во трката наречена живот. Предизвикот за нас е да не се споредуваме со другите и каква е нивната стаза, и предизвикот за нас е да не се откажеме од трката само затоа што на таа наша стаза ќе има пречки. Пречки на нашите стази ќе има и тоа многу, ќе има препреки. Но тоа не можеме да го смениме. Она што можеме да го смениме е да се ослободиме од бремињата и гревовите кои нашиот христијански живот значително го отежнуваат и нашата слобода ни ограничуваат. И кога ќе го направиме тоа, со водството и помошта на Светиот Дух, ние нема да се влечкаме по земја, туку ќе трчаме. И тоа е Божјата волја за тебе и за мене. Оваа трка наречена живот, да не ја поминеме влечкајки се по земјата затоа што сме заплеткани во бремиња или пак во гревови, туку со Негова помош да се ослободиме од тие нешта и да трчаме напред кон целта. А целта е живот во присуството на нашиот Господ и Спасител Исус Христос и во присуството на сите овие луѓе кои пред нас ја завршија трката.